Да. Да, се враќаме во студиото. Како што најавивме, тука е господинот Славко Лазовски, експерт за даночни прашања. Господине Лазовски, добро дојавте во студио 10. Добар ден, благодарам на поканата. Јас, како што кажав и во најавата, ќе поразговараме малку за македонскиот даночен систем, за тоа каков имаме, каков можеби би требало да имаме. Се зборува цело време за даночни реформи, да видиме во кој правец идеме, кои ни се мани, кои слабости, кои се добри работи и се до тоа. Значи, имаме константни некакви анализи за тоа дали треба да имаме рамен систем, прогресивен систем, што е подобро, што е полошо, треба ли повторна реформа на даночниот систем. Еве како еден генерален вовед во разговорот, што мислите за тоа прашање? Прво ние даночниците се радуваме секогаш кога се зборува за даноците и драго ни е што покажувате интерес за тоа до каде стигнаме со подигање на квалитетот на даночниот систем. Морам да кажам дека во она време во СФР, во социјализмот, ние во некои области од даноците отидовме многу напред. Дури оние кои ме познаваат од даночната струка знаат дека на прво место би ги истакнал локалните даноци, кај што Македонија во склопот на СФР беше една водечка земја во светот. Во Европа, а тоа значи и во светот. Уште повеќе што тим лидерот го предводеше нашиот професор Ксенте Богоев, така да во тоа време направивме најдобри локални даноци. За разлика од тоа време, сега сме на самото дно на Европа, а сигурно и во светот. Значи, сосема ги запоставивме локалните даноци можеби од многу други причини, но секако дека и тука осуствува притисокот на Европската Унија, бидејќи тие се надвор од европската регулатива. Кои се добрите работи во нашиот даночен систем? Системот се разликува као да е некако поделен во два подсистеми. На една страна се даноците на потрошувачката и даночните правила, тука би ги истакнал законот за данокот на додадена вредност, за акцизите и законот за даночна постапка, во кои сме добар дел сме многу близко до доминантното даночно право во земјите на Европската Унија. За разлика од тоа, кај корпоративните или даноците на доход се забележува огромно заостанување. А како што спомна пред малку, најслаби сме токму кај локалните даноци. Сега, зошто е тоа така? Нема објаснување, дури мислам дека и јас немам некое објаснување. Зборуваме за легислативата, за поставеноста на даночниот систем. Да. Например, можам слободно да кажам, откако кајначе се донесе некој закон со европски норми на однесување, поставени добри европски практики во нашата земја, наместо тој систем да се унапредува, као законско решение, пристапуваме кон неговото расипување под изговор дека сето тоа не ни одговара на нашите прилики. Така се забележува и оние даноци. За кој закон зборуваме? За што зборуваме? За законот за данокот на додадена вредност. Во 2000 година, кога го донесовме, тој беше прилично на ниво на некој европски квалитет. И почнува, јас често пати велам, дека нашето собрание не е да донесе добри закони, туку да внимава да не се донесат добри закони. И обично, ако некаде некогаш се промакне или се протури некој добар даночен закон, неговата цел е да се намали неговиот квалитет или да се упропасти. Конкретно, даночниот праг. На почетокот ние го имаме даночниот праг на едно нормално ниво, со голема предпазливост, голема пресметливост и очекуваме тој процес... За ДДВ зборуваме. За ДДВ. Да. Тој праг да се намалува, да стигнеме до крајната цел, што повеќе, или сите даночни вредности во системот на ДДВ. Обшта тенденција се забележува кај нас дека тргнаме во спротивна насока, да го дигаме тој праг за да помалку даночни обврзници. Тоа е
некои го сваќаат како добар шамар на даночното тело. Значи, колку висината на правот за целите на ДДВ се одмерува според тоа капацитетот на даночната управа. Крајната цел е сите во данокот, затоа што тој технички е најсовремен и тој му одговара на бизнисот. И ние навистина постигнавме некои добри цели во почетната фаза. И тој во основа не може да се избегне, доколку пријавите не се избегнува. Па добро, тој така е поставен како систем, да, но за некој да мора да го плати во ланецот, некој мора да го плати. Така е, некој да го плати и да нема шуплини во системот, да некој не се провлекува. Втората слабост што се забележува е тоа што се развлече неговата брзина, неговата техничка спремност. Например, наместо да се плати на 15-тиот ден во месецот за прометот во изминатиот месец, се отиде на 25 дена. И сега, и тоа велат, тоа е им годи на бизнис заедницата. Напротив, сега ако имате конкуренција меѓу земја во која 10 дена повеќе плаќа за даночно средување или за книговодство и судир на производи од земја која 10-тиот или 15-тиот ден се плаќа данок на промет. На која страна ќе биде конкурентната предност? На она на која даночен систем брзо делува. Ме сваќате? Значи, ние продолживме да трошоците околу даночувањето, околу пресметките, да ги продолжиме за 10 дена. Сето тоа е намалува конкурентната способност на нашето стопанство. Добро, и така некои технички може би работи на изглед, меѓутоа сепак требаше да се продолжи во спротивната насока. Максимално согласување со правилата на Европската унија, а не спротивно. Контраргументот. Да тргаме нашите некои. Повелете. Контраргументот на таа теза, бидејќи да ги видиме нели аргументите и контраргументите, е дека тоа го оптоварува стопанството, ги оптоварува граѓаните, ќе плаќаат повеќе даноци. Не е точно. Апсолутно не е точно. Значи даноците се смета дека ги оптоварува бизнесите, граѓаните и така, што апсолутно не е точно. Јас тргнам од тоа, јас сум пензионер. Дали пензионерите се против големите даноци и мали даноци? Имате на ум дека нашата пензија е данок, само друго име. Пензија се вели. Имаме 1/3, можеби, 1/4, 450.000, 500.000 граѓани кои социјално загрозени. Тие примаат одредени некои социјални подкрепи. Тие се за големи даноци или за мали даноци? Дури бизнисите кои мислиме дека ги загрозува што тоа плаќаат напротив, даноците се врзани за развојот. Значи, заедништвото. Даноците бараат генијалците меѓу нас, најспособните. Според тоа, а кои се тие најспособните? Бизнисите. Тие се 3,2, 3,4 од населението е тие кои водат бизниси. Тие најбрзо треба да стигнат до тоа што е одредено за развој. Кому би сметало, например, да имаме посилно образование? Кому би сметало да имаме подобро здравство или брзи комуникации и така натаму. Јас се сеќам на кога се работеше законот за даночна постапка, тимот на германските експерти го предводеше еден пензионер, кој ни каже во еден момент дека синот е директор на секторот за даночни советници на Сименс. И ние одма рековме, па кажете му на синот дека имаме многу даноци. Знаете што рече тој? Сименс не доаѓа во земја со ниски даноци. Знае дека таму не е нешто ред. Како? Ние обратно си велиме, нашите предности ќе бидат ниски даноци. Напротив, ти ги скратува сите можности за развој. А тие, бизнисмените, се тие носители на развој. Според тоа им ги руши сите можности за напред. Па да, овие земји што така треба да се размислува, не знам. Овие земји што најмногу им се восхитуваме во поглед на социјалните состојби, Шведска, Данска, нордиските имаат највисоки даноци, знаеме. Така е. Зошто тие не ги спуштаат даноци? И покрај тоа, зошто Данска не го спушти данокот кога ги откри нафтата во Северно море? Зошто Саудиска Арабија не ги спушта даноците во секој нов извор на нафта? Така, значи,
прогресот, развојот на едно општество само го носат доноси. Да. Кога зборуваме за тоа, вие ја спомнавте пензијата, пензиите, гледаме дека имаме една дупка во пензијскиот фонд која се префрлува секоја година. Се намалува. Драстично се намалува. Но постои. Постои, да. Веројатно дека ќе се намали кога ќе почнат да функционираат и приватните фондови, кога ќе почнат да исплаќаат оној вториот столб, негде 2030 се анализите, но ќе видиме. Друго ми беше прашањето. Значи, ние очигледно дека, еве вака народски кажано, немаме доволно пари у буџетот, дека она што ни е дефицит во буџетот, го надополнуваме со кредити. Значи, ние не собираме доволно даноци. Приходите на државата не се доволни. Затоа што водиме таква политика и мислиме дека ниските даноци се спас за нашата земја. Напротив, треба оној што располага со доход, тој треба правилно, прогресивно да се оданочи. И најмногу заради него, за самиот тој. Замислете, во една земја, сега во наша земја, да имаме само еден бизнисмен, еден трговец. И него го спуштиме даноците. Што ќе се случи со него? Еден. За 5-6 години тој на еден среден рок мора да затвори. Затоа што кој ќе му влегува? Пензионерите со помали побарувачка, социјалците со помалку, работниците со помали плати. Нормално, каде е излезот од таква ситуација? Само добро поставени правила за правилно оданачување. Одма предпознати како што го прават сите развиени земји. Кога зборуваме за разликите помеѓу рамниот данок и прогресивниот данок, еве премиерот кога дојде новата влада, во една од изјавите кажа дека се размислува дури за намалување некаде за рамниот данок за одредени странски инвеститори, уште повеќе да се привлечат. Од друга страна имаме економисти, имаме кои се залагаат за прогресивен данок. Јас сум за прогресивен. Што е разликата? Бидејќи еве вака, рамниот данок така берем велат дека привлекува повеќе странски инвестиции, повеќе доаѓаат бизниси, дека тоа го поттикнува развојот. Други велат дека тоа не е баш така. Ама тоа е симптом и кога идеме со ниски даноци, признаваме дека нешто не е вред во земјата. Дали е тоа институциите не функционираат, дали се лошо поставени собственичките односи, дали судовите не функционираат. Тоа е значи признание дека како не сме изградили функционална држава. И немојте да мислите дека со ниски даноци ќе го привлечеме еден Сименс, едни големи корпорации. Току ќе привлечеме некои сомнителни корпорации вамо тамо. Сега, има тука некој оправдување, јас мора реални да бидеме, дека и во окружувањето го прават истата грешка или она така наречено брзање кон дното. Меѓутоа, мислам дека Македонија токму шансите ги има ако се разликува од окружувањето. Да почне да ги крева даноците и да почне да ја уредува државата. Онака како што треба. Тогаш ќе привлекаме вистински странски инвестиции и не само што ќе привлечеме повеќе странски инвестиции, туку и на нашите бизниси ќе им олесниме водењето на бизнисот да постигнуваат подобри резултати. Да, но прогресивниот данок значи дека оние кои заработуваат повеќе треба повеќе данок да платат. А зошто да не? Па и тие и од така издвоениот доход кој е заеднички на сите, буџет или било во кои фондови, да се наоѓа најбрзо и најмногу доаѓа до него. Според тоа, не е точна тезата дека бизнисите се против прогресивните даноци. Напротив, тие се против тогаш кога државата не прави прогресивни чекори. Тоа е најлошото што може да се случи за бизнисот. Така мислам дека е доминантното размислување во светот во областа на даноците. Да, еден од другите наши главни проблеми, освен да речеме тоа собирање на даноците, не само на даноците, туку и на сите други давачки кон државата, царини и така натаму, кои го полнат буџетот, дека не е доволно. Но имаме и друг проблем, тоа е даночната евазија. Ние имаме една огромна сива економија која според анализите некаде изнесува околу 40% можеби од
целата севкупната економија, што е навистина фрапантно. 35, добро. 35 еве нека биде. Во некои сектори многу повеќе, за да имаш просек од 35, значи во некои сектори доаѓа до 70% можеби евазија. Сега точно е тоа дека борбата против сивата економија прво е задача на даночното тело, на даночните власти. Не нели само на него, но првата работа е една од основните работи на даночниците да се борат против сивата економија. Да спомнам дека од 2006 година ние имаме нов закон за даночна постапка, кој вели секој доход стекнат на територијата на државата мора да биде оданочен. Употребува термин мора, не треба или да се оданочи или се оданочува, туку мора, терминологија која важи во европското даночно право. Според тоа, прво, ако треба да се оданочи, е оној доход кој е незаконски стекнат. Ние до тогаш, па и продолживме понатака, мислиме дека оној што е незаконски стекнат доход е работа на судовите да се борат против него и во една судска постапка да се одземе целокупното незаконски стекнатиот имот. Напротив, од 2006 година данокот за даночна постапка вели оданочи го. Прво оданочи го, а судот нека си ја води постапката 2 години, 3 години, колку сака. Нормално ќе му одземе минус данокот што ќе го плати. Јас често пати го истакнувам тоа кај за сивата економија кај овие дрвосечаците, што уништуваат нашите. Ако него го оданочите со 70%, верувам дека тој нема да е погледна шумата веќе да дојде. Чудно ми е праксата, воспоставена праксата, например, шумарската инспекција па се бори со дивосечаците, па поднесуваат некои пријави до МВР, па МВР пишува кривични пријави. Ја заобикулуваат управата за јавни приходи. Зошто? Мене не ми е јасно. Прво тој влегува во шумата и го прави тоа за да стекне доход. Ако имаш релевантни или решителни докази, како што велат, тој е зрел за оданочување. Неговата цел е исклучиво да оствари доход. Не да загрее домаќинството на оние што немаат дрва, туку да оствари доход. Според тоа, тој прво треба да се оданочи. А неоданочувањето на тоа предизвикува други. Сега, јас она слика ми е, например, че му го одземат камионот, што е родово неправедно, може неговата сопруга да го вози камионот и да сварува доход за, може неговите деца да го сваруват. Тој камион ќе го земат, ќе го стават, сликата ми е она во складот на Караджица, па ќе седи таму 2 години, бидејќи судската постапка толку ќе трае, па ќе му извадат прво бош пумпата, па ќе му извадат, и после 2 година кој ќе стигне на судот, ќе го потпрат на дрва или то и гумите ќе му дадат. Значи тој станува предмет на нова корупција меѓу наместо тој нели камион стопанско средство да допринесува за економскиот развој, односно за стварување на доход. И така натака. Сега кога зборуваме за другите видови на сива економија, нели, тука мислиме пластичарска. Нели, сите ќе каже, издава, некаде се издаваат. Да, не се издаваат. Не се даваат и така натаму. Задачата на даночната управа е пресе да соработува низ тоа меѓународната правна помош. Кога ќе тргнеш лебарот уште од Истанбул и кога ќе се наполна со него, управата за приходи да има релевантни докази што има во тој шлепер, каде ќе стигне, на која адреса и така натаму и подготвено да дојде. Инаку ако се растовари на пластичарска или било каде на која друга локација, сега се извинувам, пластичарска ни е така, ја зимаме најчесто, макар да не е само она. И сега, тоа е исто, како што
често пати новинарите велат исто како од перница ќе растуриш нели пердуите и после треба да ги собереш. Ти треба армија, инспектори да ја откриеш каде е отишла. Сега, што е причината нашата даночна управа не е баш многу вешта во тие... Не само дали е вешта, туку ми се чини дека не знам дали е доволно екипирана за такво нешто. Па да, дали има капацитет? Ама нема поради... Малку е поради така да сваќањето дека тие луѓе таму што работат на таа меѓународна правна помош се како некои поштари, знаеш, така ги третираат. Инаку те се клучен орган или тело, оделение во управата за приходи. Со нивниот квалитет се подига целокупната успешност во собирањето на даноци. Ја мислам дека и тоа ќе се стори набрзо. Друг еден момент има тука што зашто па и не сега ги критикувам колегите од УЕПА, но и не им дозволува тоа да го прават, затоа што со тие релевантни информации тие би биле над царина, над МВР, над и така натаму и сега да не се доведат во подредени ситуации, не го прават. Тоа мислам дека тоа е најважно. Но мислам дека знаете како велат некои од што работат на терен, велат па подобро ви е вика да се отворите дуќан на диво, нели, народски кажам на диво, без ништо, помалце ќе бидете казнати отколку да отворите легално па да влезе УЕПА да ви најдат 100 работи. Вака вика имате една казна како физичко лице и тоа е тоа. Ама ако платите данок 70% од тој доход незаконски, не ќе видам дали ќе биде така, така ќе размислува секој од нас. Ако таму стапките се ригорозни, 70% од прометот, од вкупниот приход, така да тоа треба многу што похитно да се менува и мислам дека е управата преку формирањето на тај совет за даночна усогласеност, мислам дека прави некои чекори во таа насока и да очекуваме дека треба ли, господине Лазовски, малку и поголема едукација на севкупното население, бидејќи видите вака, ако некој не плаќа данок, просто кажано. Да. Си работи, не плаќа данок. И сега вие одите на лекар и он оди на лекар. Добро. Тоа јавно здравство од вас се финансира. Добре. Вие го финансирате и неговото одење на лекар. Так. А тој се богати, се зима пари, оди на лекар, се вика полиција, се вика пожарна, се си користи што му е дадено од државата, што му го плаќате вие. Ко бубрек во лој си живее, така? Да. Ама мислам дека народов малку тоа баш не го перцепира така. Бидејќи во моментов кога некој нема да ви дае фискална сметка, доколку прво на тоа помислите, ќе имате поинаков однос. Не е до народот, не е до луѓето, до граѓаните, туку си така оние со години, тоа е намерно внесено дека колку се штетни големите даноци, колку е штетен прогресивниот данок. Тоа се намерно се така едуциран, така не може пензионерот да биде како што Марко против големите даноци. Како оној социјален случај да биде против данокот, кога се што прима од него е од данок. Како? Тоа е намерно направено, така е едуцирано, така е тоа со години, така е тоа поставувани работите, да е страшна работа ако плаќаш данок. Какво е страшна работа ако нема данок? Нема ништо во овој свет. Данокот, нели векаме, ајде, цивилизацијска придобивка и дека тој го е моторот во самиот развој. Гледате ги нашите деца, каде одат тие? И одат во земји да работат, да живеат, кај што се високи даноци. Оди некој во Чад и во Јужен Судан, кај што со еден доручек или ручек може да го платите едногодишниот данок. Никој не оди таму. Значи, не е пречка големите даноци. Големите даноци или правилно или прогресивно оданочување е основниот услов за едно пристојно живење на секој наш граѓанин. Сега ние што сме така, нели, едуцирани,
објаснувано притиснати со разни некои. Аха, ако е данокот голем, леле, ќе настане катастрофа. Напротив, тоа е. Добро, ви благодарам за ова гостување, господин Лазовски. Благодарам и јас. Извинете малку така несредено ама сепак мислам дека... Не, мислам дека одлично објаснивте, прилично за да стане јасно, па сега ви благодарам уште еднаш. Благодарам и јас.